Добро. На времето, кога немало телефони, лаптопи, таблети, компјутри, луѓето пишувале на рака. И кога немало па и дури машини за печатање, се било на рака и луѓето читале текстови пишувани на рака. И може би сте виделе портрети, слики од средновековието, од ренесансата, кабинети на мислители, аристократи, работни маси од дрво, на масата мастилница, хартија, перо и една мртвачка глава, тоа е черепот човек. Тоа е задолжителен декор на работните маси на средновековните филозофи. Ке се вратиме со черепите на крајот, ке продолжиме со мастилото и со мастилниците. Побогатите и поважните мислители покрај црно мастило имале и мастилница со златно мастило. И тоа било поскапо, зашто навистина имало примеси од злато, од тоа мастило. И се користило само за некои посебни намени, кога требало нешто многу важно да се напише. Дури цели Библии биле пишувани со златно мастило, така во некои национални музеи, како во Нирнберг, може да се најдат такви стари Библии, уште пред Гутенберговата машина за печатење, кои се целите напишани со злато. Зашто сметале дека Библијата заслужува да биде напишана со златни букви. И Рајли во тој аспект вели, ако не целата, барем некои места навистина заслужуваат да бидат испишани со злато, со златни букви. А овој текст што ќе го разгледаме, ова што го кажува Христос, овој повик, кој жеда нека дојде кај мене, рекол еден познат мислител, заслужува да биде запишан со златни букви во нашите срца. Тоа се јас го кажам тоа. Секој кажал нешто и јас нешто да кажам. Навистина многу важен повик, можеби тоа е еден од најголемите повици во Библијата кои воопшто се упатени. Господ Исус Христос со висок глас извикува кон народот и го упатува тој повик за време на празникот Шатори. Повик кој носи голем благослов, тоест повик за голем благослов, за вода која наситува конечно и целосно, благослов кој со сите пари на светот не може да се купи, а кој Бог го нуди бесплатно на сите они кои доаѓаат со вера пред Христос, зашто тој благослов го прави човекот најбогат во светот. Самиот човек се претвора во река од жива вода, која тече од неговото битие, од неговата утроба. Да се подсетиме во каков момент Господ Исус го патува тој повик. Празникот е на Христос е на празникот Шатори или Сеници или Скинија или Табернакл во Ерусалим, во храмот поучува. Доаѓа некаде на средината на празникот, тоест на третиот ден, празникот се празнува 7 дена, по повод како спомнување на големата грижа која Бог ја покажувал во пустињата 40 години, кога нивните предци талкале и се паѓа сезонски на крајот на жетвата, на крајот на земјоделските работи и со тој празник се дало благодарност кон Бог за богатиот плод што им го дарил, а исто така и спомнување за грижата кон предците кога не сееле, не жнееле, а сепак Бог ги дарувал со богатства. И Христос доаѓа на тој празник и во основа неговата проповед е одговор на нападите на фарисеите кои го негираат неговото месијанство водени од човечки предања. И Христос цело време постоја укажува тоа дека словото кој го говори од Отецот, тоа авторитетното слово го препознаваат луѓето, неговиот авторитет, меѓутоа и Христос директно го адресира проблемот, бидејќи немаат желба, не сакаат да се покорат на Словото на Бог, затоа и не се интересираат, затоа и не го разбираат. И затоа
го отфрлаат и самиот Отец и го отфрлаат и спретениот од Отецот. Тоа е во основа, нели, конфликтот, и во еден момент Христос на последниот ден го упатува тој повик. Еден друг момент од празнувањето на празникот Шатори е спомнување и на онаа можеби најголема манифестација на Божјата грижа, а тој е моментот кога народ беше жеден на почетокот, кога почнаа патувањето, останаа без вода, жедни во пустината, почнаа да негодуваат, почнаа да го обвинуваат Мојсей дека тој е виновен, ги извел од Египет за да умрат во пустината, и тогаш Мојсей се сврте кон Бог и Бог му рече: удри со жезлот во раката во карпата и ќе потече вода. Го направи тоа Мојсей и навистина од карпата почна да блика изобилство од вода. Ја насити, ги насити, узнасити Божиот народ. Ја стивна жетта. И по тој повод, како еден од ритуалите на празникот Шатори, секој утро, било носење на вода пред жртвеникот. Тоест, секој утро пред да почне принесувањето на утринската жртва сепаленица, свештеници оделе од храмот до Силамската бања со златна стомна, носеле во левата рака смирта, гранки од миро, од врба, палмово масло, од другата рака плодови како цитрон, портокал од таков вид, имало некаква символика од Талмудот. И кога пристигнувале назад, се враќале во скинијата, 7 пати кружеле околу жртвеникот за сепаленица, народот воскликнувал радосно и сето тоа завршувало со предавање на водата, стомната, златната стомна во раците на првосвештеникот, кој ја изливал околу жртвеникот од страните. И после тој чин било принесувана жртвата, а пак хорот од храмот го пеел оној циклус псалми од 113 до 118, кои се посветени на тој празник. И во исто време се читале овој стих од Исаја и некои други стихови, како например 12:3, тогаш со радост ќе црпите вода од изворите на спасението. Стихови кои повикуваат, Божјото слово кој повикува да дојдат кај Бог и таму да се наситат со жива вода. И сега тоа го пишува 750 години порано и Христос во храмот го извикува истото. И не случајно, последниот ден Јован, кој не е некој хроничар на настаните, точен, не е многу прецизен, тоа не е неговата цел, тој е теолог, сепак овдека ни го кажува и времето, кога Христос го упатува тој повик. Последниот ден, на крајот. Тоа значи последното утро, кога е донесена вода во свештелиштото, во скинијата. Прави впечаток исто така интензитетот со кој Христос го упатува тој повик. Истиот збор крат, зашто беше употреба малку порано од Јован, сега повторно употребен, силно извика. На сиот глас извика во храмот. Дојдете кај мене, кој жеде нека дојде кај мене да пие. И во тој повик ние чувствуваме, очигледен е она чувство за интензитет и за итност. Прво, самиот тајминг кога го упатува тој повик Христос. Последниот ден, после принесувањето на утринската жртва, откако последната стомна со вода, 7-та се излевала околу жртвеникот, луѓето веќе почнувале да ги рушат шаторите, сламените кукички и се друго што било импровизирана градба за живење 7 дена. Оние што доаѓале од далеко, си ги спремале куферите да си заминат. И во тој последен момент Христос го упатува тој вакво повик,
Биде и ова претход, сушност, она што претходи на овој повик во последниот ден е по извикот на Христос неколку дена порано кога рече: ќе ме барате, нема да ме најдете. Јас ќе одам таму каде што вие не можете да дојдете. И сега на последниот ден повторно ги повикува да дојдат кај него. Зашто веројатно многумина од што слушале, од оние што слушале, тоа ќе им биде последната можност да го слушнат Христос. Ке си одат таму од каде што се дојдени, низ целата Римска империја. Христос овде кај, ова е последната шанса да го слушнат. Интересно, Христос го упатува тој повик кон толпата која во најголем дел го отфрла. Му се подсмева. Христос сепак ги повикува. И тоа е неговата љубов. Говори, како Ричард Бакстер, поританецот, кој знал често пати да каже: проповедам како ова да ми е последна проповед. Тоест, како човек што умира кон луѓе што умираат. И Христос овдека така проповедаше. Тој знаеше дека наближува часот, тој е богочовекот кој оди во смрт и говори на луѓе кои исто така одат во смрт. Така, тоа е првиот момент на интензитет во повикот. Повикува. Нејќи дека тоа е последната можност за многумина. Дојдете сите кои сте жедни, пиете. Тие луѓе таму во храмот не го слушнале тој повик за прв пат. На секој празник се читал тој текст. Меѓутоа, спецификата овдека е што Христос за прв пат, кога се изговора тоа пред толпите, пред оние што празнуваат за прв пат, некој лично повикува. Порано читале од Словото, Бог ве повикува. Меѓутоа Христос вели: кај мене дојде. Тоа е личен повик. Кај мене дојдете. Јас сум исполнување на сето она што вие како символика, како форма го вршите за време на овој празник. Малку покасно ќе каже: јас сум светлината на светот, кој пак е во контекстот на тој празник. Овде вели: јас сум живата вода. Дојдете кај мене да се наситите. Јас сум карпата која тече од кој извира вода во пустината. Јас сум тој што го освежуваше древниот Израел во пустината. Секој што е жеден, нека дојде. И тоа е вториот аспект на итноста овдека на повикот. Таа ургентна потреба на секој човек да дојде кај Христос и таму да најде наситување. Таму да најде исполнување на потребата кој секој во себе ја чувствува. Потреба за нешто повеќе. Потреба за нешто посебно. Потреба кон нешто што не го нуди, ништо друго. Секој човек ја чувства таа потреба и поради гревот, поради темнината во која што живее, не успева да ја артикулира. Тоест, ја гуши или се обидува да ја задоволи на некаков начин, со некаков субститут. И живејќи така, без Бог, без Божјата светлина, барајќи човечки начини, алтернативи за задоволување на таа потреба од Божјото присуство, живее како трева без сонце. Откако се преселивме да живееме на село, почнав да учам многу работи за фауната, за растителниот свет. И сум забележал дека не е добро на тревата да се остава нешто подолго време, да ја покрие светлината. Сме заборавали, јас сум заборавал некој најлон или некој парче лим или дрво, и кога после долго време ќе го кренам, треба да знаете каква е. Бела како стек. Трајте, изгледа малку така морничево. Зашто си свикнал да гледаш зелена трева, а таа е бела. Морбидна. Е така живее човекот. Без Бог. Тој треба да биде бел. Со Бог. Меѓутоа, без Бог тоа е темен, мрачен е, страшен е. Никако не треба да биде зелен, треба да биде бел.
Човекот без Бог е како тревата без растенијата. И човек се обидува упорно да живее, бидејќи не може правилно да ги разбере тие неартикулирани копнежи во неговото срце, тоне во тие напори, патетични напори, во мноштвото мали нешта, во парите, во богатството, во изобилството, во славата, да најде исполнување, задоволување на жета. И постојано пред него се појават фатаморгани. Сигурно никој од нас не бил, не верувам дека некој доживел фатаморгана, но велат дека фатаморганата во пустината е всушност да гледаш пред себе пенливо, така, треперливо езеро, пред тебе можеш уште само 1 метар да изодиш и да скокнеш во него, фатаморгана. И не само што тие фатаморгани не ја задоволуваат жета, тие зголемуваат уште повеќе. Има случај од историјата од војните патешествија на Александар Македонски со неговите војници, тие секој пат се грижеле да имат доволно вино со нив. И чесопати заборавале па да земат вода. Заборавале дека водата е поважна, многу поважна од виното. И така на многу од патувањата, заборавајќи дека малку вода зеле и потрошиле, се тешиле со тоа дека имат вино и пиеле вино. И виното што правило ги дехидрирало уште повеќе и станувале уште пожедни. И така истиот ефект го имаат и тие субститути кои човекот ги користи за Божјата потреба, за живата вода кој што тој ја дава. Го прави човекот уште пожеден. Христос овдека нуди решение. Дава, покажува, дава пат кон целосно задоволување. Во него, само преку него, човек може да искуси радост, задоволство, што го надминува секој разум. Тој го ослободува човекот од тие фатаморгани. Доаѓаат кај него луѓето и пијат. Порано, на Пасха, каде што нели се празнува излегувањето од Египет, Христос им рече, дојдете кај мене, јас сум лебот на животот. И додаде, нели, кој верува во мене никогаш нема да ожедни. Кој јаде од мене никогаш нема да огладни. И овдека се развива таа идеја на цветници за тоа како извор на живата вода. Кој верува во мене никогаш нема да ожедни. Секако кој ги повикува да дојдат кај него, тој ги повикува да поверуваат во него. Да се дојде кај Исус значи да се поверува. И продолжува од неговата утроба, кај е ова? Само некаде. Од неговата утроба ќе потечат реки од жива вода. Утроба всушност, да, може да значи и битие, суштина, неговата внатрешност. Од неговото битие ќе потечат реки од жива вода. Во Евангелието според Јован, авторот, Јован евангелистот, постојано ни прави некакви алузии меѓу Христос и Стариот Завет. Уште во 2 глава, Христос е представен како вистинскиот храм, кој го исчисти храмот. Тоа е вистинскиот храм. Тоа е вистинското живеалиште, во кое што можеме да дојдеме кај Бог и да живееме со Него. Во 3 глава, во разговорот со Никодим, кога нели му говореше за тоа дека човек треба да се роди од озгора, како да има вечен живот, направи споредба со една сцена од Стариот Завет повторно во пустината, кога сите требаше да погледнат во змијата што ја издигна Мојсей и така да бидат излекувани од смртоносниот отров. Христос е вистинскиот лек. Тоа е змијата која го лекува човекот од отровот на гревот. Секо не тоа е змија, но символика од Стариот Завет. Понатаму во 5 глава веќе спомнавме, тоест во 6-та, Исус се представи како маната, вистинската мана што доаѓа од небото и дава вечен живот. Овдека тоа е живата вода, карпата од која што тече жива вода. Понатаму ќе го видиме, нели, тоа е светлината на светот, како асоциација на многу од псалмите во текстове од Стариот Завет, а на крајот веќе кулминацијата е кога тој ќе се представи како вистинското пасхално јагне, кој го дава животот
за мнозина. Оној кој што дојде да го земе на себе гревот на светот. Тие сите овие алузии кои што покажуваат дека Христос е исполнување таа форма во Стариот Завет. И пото и ова многу конкретно, ова многу јасно Христос кажува. Преку верата во Него се исполнува таа форма така што станува живот во нас. Оној што ќе дојде кај Него, оној што ќе поверува во Него, од неговата утрова почнува да течат реки од жива вода. Со други зборови, оној што ќе поверува во Христос, во Него доаѓа тој живот, божествениот живот. Во Него живее Христос. Самиот тој се претвора во река од жива вода. Неговата суштина се претвора во живот. И тоа не како некакво затворено море, туку како река, која постојано извира. Благослов кој доаѓа, живот кој доаѓа и излегува. И оди понатаму, ко благослов за сите. С други зборови, христијанството или верата во Христос е нас многу спротивна на она што фарисеите го откриваме овде дека го разбираа. Ке видиме, ние текстот завршува со едно разграничување меѓу нив како елита и обичните, простите луѓе. Дури нели ќе кажат на тие стражери таму од храмот, вие сте виделе некој од фарисеите, книжниците да поверувал во Него? Да не сте станали и вие како овие обичните луѓе? Она што го има, го држеа за себе. Леон Морис кон овој текст дава една интересна илустрација за кумранската заедница. Сте чуле за таа заедница, он е познати кумрански ракописи. Таа заедница на свештеници живеела во тоа време пред Христос и во времето на Христос на северниот дел од Мртвото море, или они го нарекувале езеро. Се одделиле како комуна, како секта, изолирани од светот, зашто не сакале да живеат заедно со расипаното свештенство, кое пак го контролирало поклонението во храмот, службата во храмот. Така да за да останат свети, да останат не извалкани од гревот на свештениците, отише да живеат таму и се нарекле побожните. Побожните од езеро, тоа е оној назив кој тие меѓу себе си го доделувале. Побожните, чистите од езерото. И основната дејност која вршеле е да препишуваат текстови од Стариот Завет и нели така ја создали тој кумрански ракопис, една многу значајна колекција на старозаветни текстови, книги кои се најдени 40-тите години некаде на 20-тиот век. Таму некаде кај кумранското, кај Мртвото езеро или море. Но специфично за таа заедница е тоа што се изолирала таму од светот, биле многу побожни, меѓутоа се што примале, додека читале, додека разработувале, пишувале коментари, останало само за нив. И многу соодветни тука е таа игра на зборови, соодветен тој назив побожните од езерото, тоест од Мртвото езеро. Големата разлика меѓу Мртвото езеро или Мртвото море и живата река е токму во тоа. Во Мртвото море или езеро е неговото особено тоа што прима вода од реката Јордан, но никаде не истекува како море. Она што го прима, останува, испарува и толку. Прима, задржува и не дава. И нема живот во тоа море или езеро. Идејата за живата вода, реките на жива вода кои во утробата потекуваат, и токму тој живот врие живот во суштината, во битието на верникот, и тој живот не се задржува внатре, тој живот излегува. Самиот верник се претвора во реки од живот кои течат. Ако тие течат од утробата, тие не можат внатрешно да течат, тие треба да излегуваат. Христијанот е човек кој што тој живот кој е во него го споделува. Тој живот излегува од него и го гледаат и останатите.
е употребен како средство од Бог и другите да закопнеат и да го побараат тој живот и да дојдат кај Христос, да го молат за таквиот живот. Кога ќе дојдат луѓе во црква да го гледат тој живот, кој извира од нас, бидејќи Христос живее во нас, бидејќи преку верата во Него, тој станува дел од нас. Неговиот живот живее во нас, во нашата суштина. Тоа е повикот на Христос. Да поверуваме и тој да заживее во нас. И продолжува и рече и вели, а ова го рече за духот кој што ќе го примат оние кои веруваат во него. И се ова е важен текст, би сакал така повторно со златни букви треба да биде испишан во нашите срца, кој говори многу, говори за службата на Светиот Дух. Да, Христос заживува во нас и тоа станува возможно преку делото на Светиот Дух, надприродното дејство на Светиот Дух, кој пишаното слово Христос, Светото писмо, во нас го прави живо така што раѓа плод во нашето битие, во нашата суштина, раѓа плод со сите специфики, љубов, мир, радост, долготрпение, кој всушност е карактерот на Христос. Така ние го живееме Словото, така ние го живееме Христовиот живот, веќе Светиот Дух не успособува по благодат, раѓа плод. Го раѓа во нас Христовиот карактер кој ние можеме да го живееме. Ние можеме да го живееме Светото писмо, знаењето што го имаме од Светото писмо, само бидејќи Светиот Дух во нас ги раѓа тие ресурси неопходни да го живееме. Меѓутоа, она што нели понатаму така малку ја отежнува вакво отежнува толкувањето е додатокот зашто Светиот Дух уште не им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен. И така се создаден впечаток како Светиот Дух да доаѓа и да почнува да дејства во верниците после Петдесетницата, како Христос нели ќе замине на крстот, ќе воскресне, вознесе и на Петдесетница со раѓањето на црквата доаѓа Светиот Дух и тој нели останува со верниците. Така да се прави едно разграничување, како во Стариот Завет Светиот Дух да не живеел во верниците, тој живее само кај новозаветните христијани. Навистина, делото на Светиот Дух во Стариот Завет не е така јасно представено тоа служење, но го гледаме насекаде, како и да е. Уште во самото создавање, на старото создание, така може да го наречеме, нели, има старо и ново создание. Старото создавање, во почетокот, нели, присуствува Светиот Дух, тоа е лепди над созданието кое е хаотично, тоа е пусто и неуредено. Така пишува тоху ва боху на еврејски. Тоа е хаотично и без живот. Ненаселено значува немаше живот, мртво беше и во хаос. И во таков момент го гледаме ние Светиот Дух кој лепти, или тука идејата е трепери над водата. Водата која е исто така слика на хаос, на мртвило. Тоа е во семитските народи метафората за водите бесните. Смрт и пустош. И тука е Светиот Дух да донесе живот. Самиот збор руах во Стариот Завет, пнеума во Новиот Завет, па и нашиот дури збор дух го има токму тоа значење. Пнеума, руах значат дах, здив, ветер и живот исто така. Па и во нашиот јазик зборот дах значи дух. И кога ние кажеме дека некој издахна, значи го испушти животот. И во тоа старо создание, кога дојде редот човекот да биде од кал создаван, братот Киро има пишувано за тоа, Бог од кал создаде човек. И што направи? Дух му вдахна, руах. И тој стана живот, жива душа. И кога ќе излезе, тој дух излегува животот. Тоа е уште на почетокот функцијата, така да кажеме,
на Светиот Дух. Го гледаме Светиот Дух потоа во Стариот Завет, како способува луѓе за некакви посебни служби, како Безалеил, како се викаше, мајсторот во скинијата. Бог го исполни Светиот Дух да ја направи скинијата како што требаше според Божите упатства. На Самсон му даде сила за да војува со филистимците. Ги исполнуваше овие пророците да пророкуваат, да го запишуваат Божјото Слово. И го гледаме во функцијата на обновител на животот. Она позната слика од Езекил во 37 глава со сувите коски и доаѓа словото и вели изречи пророштво за духот, изречи пророштво сине човечки и кажемо на духот, вака вели Господ, дојде од 4 ветра духу и дувни врз овие убиени и тие ќе оживеат. И тука гледаме така како една метафора во која што доаѓа духот и духовно го оживува Божиот народ. Слика за духовно оживување. Руах доаѓа, Светиот Дух. Таа функција на обнова, на оживување, така да кажеме, на духот ја гледаме и на Петдесетница, кога се раѓаше црквата. Со силен ветер, изборот овде кај што го користи Лука е многу силен ветер, звук како што производат, например, хеликоптерите кога создаваат ветер, дојде Светиот Дух и ги успособи апостолите, донесе нов живот. Црквата е првиот плод на новото создание. Дојде Светиот Дух и донесе живот во тоа ново создание. Тоа е кој што го врши новораѓањето, всушност. Некога разговараше со Никодим во 2 глава Христос дека човек не може да го види Божјото царство ако не биде роден од озгора или ако не биде новороден. Потом му додава во 8 стих на 3 глава. Ветрот дува каде што сака, и тука зборот е пнеума. Ветрот, пнеума како ветер се дува како што сака, и гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иди и на каде оди. Така е секој човек кој е роден пак од духот, од пнеума. С други зборови, тоа ново раѓање или тоа духовно раѓање го врши духот. Новото создание, така да кажеме. Духот е животворен, како што беше над водата при создавањето на старото создание, во долината со совите коски, на Петдесетница и така натаму. Сега. Тоа е како една глобална слика за службата на Светиот Дух. Од овој стих што Христос овде го цитира, го кажува, така се зове впечаток и некој развива таа теорија дека во Стариот Завет Светиот Дух не живеел постојано во луѓето, меѓу Божите луѓе. Тој доаѓал за определена цел и пак си одел. Во смисла дека Божите луѓе во Стариот Завет живееле со старата природа што имат, со стариот човек и били богоугодни. Не е можно. Ние без Божиот Дух, без Божјата интервенција, без Божјото присуство во нас не можеме да го живееме по Божниот живот. Не може никој да биде според Божјото срце, како што беше, например, Давид. Така да таквите категории како доаѓаше и си одеше и не беше веќе миграно, се многу физички. Светиот Дух е Бог, а Бог е сеприсутен. Тоа е насекаде иманентен. Затоа можеме повеќе, можеби, да говориме за служби на Светиот Дух. И таа служба на Светиот Дух во Новозаветниот верник е многу јасно представена во Новиот Завет. Неоспорен е фактот дека Новиот Завет не открива многу полична, многу подлабока врска меѓу Бог и верникот. Малку понатаму, кога Христос последната вечер, пред да дојде неговиот час да се прослави, една долга поука изнесе на учениците, во градината е и така натаму, и меѓу другото им рече, ќе го пратам Духот или Утешителот, Параклетос. И тоа е еден нов термин, нова категорија
во службата, во действото на Светиот Дух непозната во Стариот Завет. Утешител, Параклетос, кој значи некој кој што е многу близу до тебе и кој врши таква една посредничку служба во твојот живот постојано, како адвокат некој. Не. Така е представен Светиот Дух во едно многу лично, многу непосредно својство, како утешител, застапник и така натаму. Апостол Павле го употребува, тоа се користи метафората за Духот како печат со кој ние сме запечатени како залог за спасението, не како гаранција за нашето спасение и така натаму. И овдека врската па што ја прави Христос, нели? Светиот Дух не им беше даден поради една причина се уште. Христос не беше прославен. За да биде даден Светиот Дух, за да има таа служба, требаше Христос да биде прославен. Треба нешто да претход, треба да има увертира. Христовата жртва на крстот е увертира за да дојде утешителот, тоа е Светиот Дух како утешител. Нели? На кое место да дојде? Каква служба да замени? Новиот Завет представува така глобално, го оддели некако Божиот народ на деца и полнолетни. Не. Например, апостол Павле, евреите во Стариот Завет ги нарекува деца. Дека тие, додека живееле под законот, биле како деца. Зборот е паидеа. Во Галатјаните цела една глава, третата глава е посветено на тоа. А законот па го нарекува детегледач, педагог, педагогос, нели е зборот. Во древноста децата до 6 годишна возраст имале дадилки, а после тоа човек кој е педагог, тоест го обучува, го образува, го воспитува, го води кон зрелост, го контролира, го гради како личност. И таа служба на педагогот продолжи до 16 годишна возраст, кога детето веќе станува полнолетно и престанува таа функција на педагог. И Павле вели, законот извршуваше таа функција со народот. Функција на педагог. Народ беше во малолетништво, така да кажеме. Законот требаше да го воспитува, да го образува, да го гради духовно, да го развива и на крајот, нели, да го доведе до врховното знаење, а тоа е дека не може со закон да се спасува, дека е изгубен без Христос. Тоа беше функцијата на законот. И Павле вели во 25 стих на 3 глава во Галатјаните, а откако дојде верата, ние веќе не сме под раководството на воспитувач или педагог. Зашто го имаат верните Христос. Христос на крстот со откупот на човештвото од гревот, со ослободувањето, нели, од таа вина, со оправдувањето, така да кажем, го способува верникот да биде храм на Светиот Дух, во таа служба, тоест утешителска служба на Светиот Дух. И следната глава веќе, 4 и 5 во посланието до Галатјаните, гледаме како Павле го прави тој контраст. Ако во Стариот Завет луѓето биле водени од законот, тие го следеле законот, чекориле по законот, во Новиот Завет тие одат по вера, тоест го следат Духот. А оние кои одат по Духот, нели, пишува апостол Павле, тие го имат тој плод во себе. Тоест, внатре во нив Светиот Дух извршува таа функција на водство. Човекот, читајќи го Словото, молејќи се, со плодот што Духот го раѓа во нас, има една повисока норма во себе, гради повисока норма на живење. Не надворешна норма, каква што е законот на Мојсе, туку внатрешна норма, како многу повисок стандард на светост и праведност, која Светиот Дух ја гради во нас. Предусловот за тоа е
жртвата на Христос на крстот. Тој требаше да пострада, за да Светиот Дух дојде со таа служба. И ние е јасна веќе таа служба во верникот во Новиот Завет. Крстот е таа пресмртна точка. И затоа и Христос им рече на учениците да не тажите кога за тоа што јас треба да умрам и да се одам, зашто подобро е за вас јас да си отидам. Ако не си отидам, нема да дојде утешителот. А пак, ако заминам, ќе ви го пратам. Так. И овдека вели, уште не беше дојден тој момент да се прослави Христос, да замине, за да дојде Светиот Дух, кој во нас ќе го оживее Христовиот живот и ќе потечат реки од жива вода. И затоа Христос во проповедите го поставува стандардот на Христовиот верник на многу повисоко ниво од стандардот на фарисеите. И вели, ако вашата правда не надмине правдата на фарисеите, вие нема ни да го видите, оддалеко, дури тука зборот е, така нема оддалеко да може да го видите Божјото царство. Пишено е во законот, да не убиваш, но јас се велам, стандардот на духот во вас е поинако. Тој треба да ве води во таква совршност, дори да не мислите на зло кон противникот. Не само да не прелюбодействуваш, но и да не мислиш, нели, зашто надворешната норма по која ти се водиш е понискиот стандард, а веќе утешителот во нас не подсетува на Христовите зборови и не успособува да го живееме тој живот, зашто Христос е во нас преку Светиот Дух. И го имаме тој живот внатре во нас. Јас така, нели, она што го открива Светиот, ова Новиот Завет, така некако можеме да ги сватиме тие зборови, зошто не беше даден Светиот Дух, додека Христос не се прослави на крстот. Зашто на крстот, таму на крстот, каде што беше неговото распнување, ние сме откупени, ние сме објавени за праведни, доведени сме од тоа најнепосредно Божјо присуство и Светиот Дух, и ние сме храмот на Светиот Дух, она не светото место, зашто Христос, вистинскиот храм, е во нас. Интересно и пак, нели, една од идеите зошто се употребува таа фраза прославување на Христос е токму таа. Меѓу другото, крстот римјаните го измислеле како начин за екзекуција кој треба да донесе срам, понижување. Никако не би асоцирал крстот на прославување. Напротив, тоа е најголемото понижување што човек може да го искуси. А цело време Христос говори за частна прослава, зашто не само што таму се покажа кулминацијата на Божјата љубов, но таму ние го добиваме исто така нашето прославување. Таму е нашиот откуп. Таму Христос ја искусува таа слава како Спасителот. И секој што доаѓа кај него со верата е оспособен да ја врши за таа нова служба на Духот. Не соединува со Христос, ни дава мог да го живееме неговиот живот. А тој живот е како река од жива вода. Освежува, очистува, како они рекламите за вода што ги дават на телевизија. И затоа заслужува овој текст да биде запишен со златни букви. А како беше реакцијата на толпата? Како секојаш вообичаено? Едни велат, ова е лажго, други велат, ова е пророкот што Мојсей го најави, некој велат, не бе, ова е Месијата, а фарисеите пак се повикуваат на човечките преданија и велат, не може тој да е Месијата, нели тој треба да дојде од Витлеем Давидов, нели тој како од Галилеј, така натаму. Тоа се постојано ги гледаме тие раздори вакво. Некои се обидуваат да го фатат, никој не успе да стави рака и така натаму. И посебен простор Јован одвојува, гледате, скоро половина од овој пасус на разговорот меѓу фарисеите и стражители обезбедувањето во храмот. Тие доаѓаат со празни раце и фарисеите велат, зошто не го фативте?
И сега, кога говориме за обезбедување во храмот, сега во главата ни доаѓа полиција, нели? Нешто такво, како сили на редот. И денес кога се говори за полиција, малку така луѓето имаат однос со како они се, и вицевите се околу полицаите, како не се доволно писмени. Во тоа време обезбедувањето во храмот уствари биле дел од свештенството. Тоа биле луѓето кои се грижеле за мирот и редот. Ти биле од левитското свештенство, обезбедувањето. Тоа биле луѓе кои биле поучувани на законот. Тоа биле луѓе кои ги слушале, ги следеле секојдневно службите во храмот, пренесувањето на жртвите, и кога доаѓале големи равини да проповедаат, тие ги познавале нивните учени, ги познавале сите учени. Тоа било обезбедување, не некоја неписмена категорија на луѓе. И тие луѓе кога одат да го уапсат Христос по налог на фарисеите и книжниците, слушале што говори. И стига до заклучок дека тој не е обичен човек, не е криминалец кој руши ред во храмот, кој би требало да биде апсен туку така. И затоа се враќат кај книжниците и одговараат на таков начин. Никош човек не говорил така како овој човек. Ние сме слушале толку равини во храмот, ние сме слушале толку свештеници како проповедаат. Ние ги знаеме сите цитати од Талмудот, меѓутоа, ова што овој го говори е нешто посебно. Има посебен авторитет. Говоревме за тоа порано, за авторитетот на Христос. Тој не говори како книжници и фарисеи, повикувајќи се на човечки авторитети, но тој говори словото на Отецот. Она што му е дадено, го пренесува на луѓето. Како оној што го има авторитетот да повикува како еднаков со Отецот на спасение кој доаѓа од него. Тие виделе славата на Христос, како што Јован го почна Евангелието, слава полна со благодат и вистина. И одговараат на таков начин. Не можевме да го апсиме. Тоа е човек со авторитет. И на тоа фарисеите сега реагираат со презир. И го прават тоа разграничување што го спомнав. Да не сте и вие како тие таму кои веруваат. Да не се прелагавте и вие. Дали некој од властите и фарисеите сте поверувале во него? Сте видели некој фарисеј? Сте видели некој книжник да поверувал во него? Да не сакате и вие да станете дел од онаа друга категорија, нели, што некој знае законот, нели, народот, овие обичните луѓе кои тргнаа по него, а се проклети зашто не го знаат законот. Гледате како овдека го прават тоа разграничување. Ние, елитата, кои знаеме се и си го држиме за себе, и тие таму простите, кои не знаат ништо. Христос па беше со тие таму. И кога ќе го видеше народот како, нели, овци без пастир, изгубен, одеше да им проповеда. Се грижеше за народ. Зошто? Зашто тој даде пример на луѓе, на верници кои треба да бидат реки жива вода, не мртво езеро. Некако фарисеите кои мислеа дека знаат се. И тука тие остават таков печто како на луѓе кои знаат се. Ние го знаеме целиот закон, ние знаеме што пишува за Месијата, а всушност ќе видиме на крајот кога Никодим ќе дојде, тие ништо не знаат. Тие ќе го прашат Никодим, од кај си, кога си чул, го знаеш ли законот, некој пророк да дошол од Галилеја? Па да, имало такви. Тој требаше да дојде од Витлеем. Па дојде од Витлеем, од родот на Давид. И тоа беше исполнато според законот. На таквиот однос реагира Никодим и вели, беше од нив и им рече, осудува ли нашиот закон човек додека најнапред него се слушнаат и дознаат што прави? И гледате овде дека се повикува Никодим на законот. Претходниот текст завршува со законот, него знаат законот. И овде дека Никодим вели, да, ние го знаеме законот. И во законот вели дека ние треба прво да го сослушаме, пред да го осудиме и да извршиме пресудата. И како се свртуваат повторно кон него? Тоест, прашањето што го поставува Никодим е, ние знаеме се, а можеби не знаеме се. Можеби ништо не знаеме. Зашто
Малку пред тоа, нели, кога тие спореа за потеклото, знаеме од каде е, а Месијата кога ќе дојде, никој нема да знае од каде е. Христос викна гласно и рече: вие знаете од каде сум. Со други зборови, вие ништо не знаете. Вие не го знаете Отецот. Ако го знаевте Отецот, ќе ме знаевте и мене. Ако го примавте Отецот, ќе ме примате и мене. Бидејќи вие ништо не знаете и не го познавате Отецот, вие не знаете ништо и за мене. И тука Никодим се вмешува со таа идеја. Не. Да го распрашаме, да видиме. И ти одговарат пак со иронијата: оди учи, оди читај го законот. Очигледно и ти ништо не знаеш. Да не си ти од Галилеја. Испитај и ќе видиш, провери и ќе видиш дека пророк од Галилеја не се јавува. Наум беше од Галилеја, Јона беше од Галилеја. Па еден од најголемите пророци за евреите, Илија, кој се претвара во еден синоним на пророчката служба по Стариот Завет, беше од Галатските планини, кој отаде другата страна на Јордан, од другата страна на Галилеја. Па за службата на Христос во Галилеја, на Месијата во Галилеја, говореше Исаја, дека народите кои ќе одат во темнина, ќе видат голема светлина, тој ќе спомнува таму регионите во Галилеја, во 9 глава, првите 2 стиха. Господ Исус ги исполни сите пророштва за Месијата, но фарисеите беа заслепени од незнаење, неверување и гордост. И се потврди она што Христос го кажа порано. Не разбирате зашто не сакате да бидете послушни. Не сакате да се покорите на Словото на Бог, затоа си ги држите вашите човечки предања, повеќе ви одговараат. Не беа спремни да ја вршат волјата на Бог. И што направија? Си отидоа. Пишува дека си отидоа. Си отидоа дома. Ставија точка на дискусијата. И тоа беше, може, за многумина од нив последниот пат кога Христос извика и рече: дојдете кај мене. Поверувајте, размислете, запрашајте се, проверете. Многумина од нив си отидоа дома со гордоста дека знаат се, гордоста дека тие се правите, но изгубени во темнината. И повеќе немаа можност. Заврши за нив. Последното тоа чукање на Христос прекина. Тој ќе отиде тамо каде што тие не можат да одат. Се вратиме пак на на черепите кои си ги ставале писателите, филозофите во средниот век. Не го правеле тоа, бидејќи биле некрофили, туку имало символика. На черепите пишувало мементо мори, што значи памтете ја смртноста, или не заборавајте дека сте смртни, не заборавајте дека доаѓа смртта секој момент, вие не сте вечни. Живејте со тоа сознање, со смиреноста, дека сте никој ништо. Колку и да си голем ум, колку и да си величествен, колку и да те слават луѓето, да те поклонува, да ти се поклонуваат, колку и да мислиш дека знаеш многу и ти се восхитуваат на знаењето, ти си смртен. Доаѓа смрт и си одиш, се претвораш во прав. Тоа е сознанието со кое ние треба да живееме. Обични смртници, кои ништо не знаеме ако Исус не ни открие. Ништо не знаеме ако Духот не ни го просветли. Ништо не можеме да направиме ако не ни е дадено од Него. Пак ќе го повторам Августин: Господи, дај ми да направам, кажи ми што сакаш да направам, но дај ми го тоа што сакаш да го направам. Со тоа чувство да живееме, зашто деновите не се ограничени. Да не одлагаме. Кога доаѓа повикот, кога е упатен повикот, дојди кај мене, да одговориме на тој повик. Оние кои што не одговориле, да дојдат кај Христос со верата и да побараат во понизност, во смиреност, да заживее во нив и во оправданоста, во откупот на
крстот, тие реки од жива вода да потечат во нив. Тој дава вечно освежување. А оние што веќе се претворени во реки од жива вода, да помнат, да помниме дека смртта доаѓа, мементо мори, секој момент. Зато да живееме тука на земјата како такви реки. Да не се претвориме случајно и ние, и црквата, како мртвото езеро, кој само ќе прима, а ништо нема да истекува од него. Тие реки кои од нашето битие истекуваат, да ги поплавуваат останатите. Да бидеме свежите деца на Бог, кои во овој свет покажуваат таа свежина и го објавуваат спасението во Господ. Карпата од која тече реката на жива вода за вечен живот. Господ да не благослови, да ни дава мудрост за тоа. Амин. Татко Небесен, ти благодариме за Твојот син, кој ти го прати, за нашето спасение, за нашиот откуп. Ти благодариме за тоа што ти го вознесе на небото, за да биде пратен Духот, Утешителот, кој тој живот божествен го прави реалност во нас. И наистина во нашата суштина течат реки на жива вода, на вечен живот. Зато се молиме да не живееме со самочувството дека знаеме се, дека сме нешто посебно, но во смирението и понизноста пред Тебе да го живееме вистинскиот живот и не заради своја слава, туку заради Твоја слава. Не заради собствени привилегии, но да носиме слава на Твоето царство така што се повеќе луѓе Тебе ќе те прославуваат. Се повеќе луѓе ќе пијат од таа река и ќе се насладуваат на вечниот живот. Се молиме, Господи, благословувај не со Твоите духовни благослови, за да можеме тој висок стандард што Ти си ни го поставил преку Твојот закон, Христовиот закон, да го живееме со богатиот ресурс на Светиот Дух. И нека, Господи, по Твојата благодат на вистина, луѓето околу нас го забележуваат тој живот, таа свежина, таа задоволност, таа полнота, да забележуваат, Господи, и да го барат спасението, кој конечно целосно задоволува и наситува со радост, со мир, со задоволство, кој го надминува секој човечки разум. Се молиме во Христовото име за сето тоа. Амин. Добро.